Американскиот претседател Џо Бајден беше во Аризона на одближувањето на новиот национален споменик до големиот кањон за заштита на над 4000 квадратни километри земјиште. Во овој дневник го вклучуваме Мартин Николовски од Гласот на Америка во Вашингтон. Мартин, добар ден од Скопје. Што означува создавањето на овој национален споменик? Стојан, поздрав од Вашингтон. Председателот Џо Бајден го искористи законот за антиквитети за да ја означи областа како национален споменик, потек што беше омаловажуван од некои официјални лица и рударски интереси, но долго време го бараа племињата кои го следат нивното потекло од овие делови. Според Белата куќа, тоа е 5-ти нов национален споменик што го прогласи председателот. Новата област, чие име е извлечено од јазиците на блиските племиња, се протега низ постоечкиот национален парк Гранд Кањон, каде што американската влада насилно ги отстрани домородните американци пред 1 век. Денешниот ден означува историски чекор во зачувувањето на величанственоста на ова место. Меѓу американските знаменитости, ова е свето место за племенските народи, рече Бајден во своето обраќање. Локалните племиња и конзерваторите долго време се залагаат за заштита на регионот околу еден од најпопуларните национални паркови во Америка, кој содржи кревки екосистеми и извори на вода, како и културни локалитети кои биле надвор од границите. Земјиштето во моментов е покриено со 2-деценијски мораториум за ископување. Мартин, какви се реакциите по прогласувањето на новиот национален споменик? Стојан, актуелниот председател Бајден, кој бара уште еден 4-годишен мандат во 2024 година, сепак налути некои еколошки групи со потези како одобрувањето на проектот за дупчење нафта и газ во Аљаска вреден $7 милиарди. Додека американските национални паркови можат да се прогласат само со акт на Конгресот, националните споменици може да се назначуваат еднострано од председателите, користејќи го законот за антиквитети, вековен федерален закон наменет за заштита на светите места, артефакти и историски предмети. Бајден рече дека самиот чин на зачувување на големиот кањон како национален парк бил искористен за да им се оневозможи на домородните луѓе целосен пристап до нивните татковини. Аризона се појави како клучна сојузна држава во изборното поле, каде Бајден планира да ја насочи својата кампања. Бајден ја освои сојузната држава за помалку од 1% поен во 2020 година, 4 години откако поранешниот председател Доналд Трамп ја освои за 3,5% поени. Патувањето на Бајден во Аризона треба да се гледа во контекст на предстојните избори. Тој оди во Ново Мексико и Јута, каде ќе се обиде да ги убеди гласачите дека работи на мерки за справување со климатските промени и економските предизвици што ги засегаат американците од западниот дел на државата. Стојан? Мартин, ти благодарам за вклучувањето во дневникот на македонската телевизија. Мартин Николовски од Гласот на Америка.